Добар ден, попладневните вести на Слободен печат започнуваат во овој момент. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Председателот на Собранието Африм Гаши ја започна комеморативната седница за најголемата трагедија во Македонија, во која животот го загубија 63 претежно млади луѓе. Седницата конечно се одржа по една година политички натегања и надмудрувања, за да се избегне одговорноста. Тој се обрати пред пратениците, премиерот, председателката на државата, како и родителите, браќата, сестрите, роднините и семејствата на загинатите во пожарот. Песната на ДНК, ако утре ме нема, денес добива поинакво значење. За некој од оние што ја пееа, утрешниот ден на вистина не дојде, рече Гаши. Само правдата и вистината можат да донесат мал спокој за семејствата и за општеството, порача Гаши, повикувајќи точно да се лоцира одговорноста за изгубените животи поради направените пропусти. Родителите откочани и разочарани. Пратениците не им оддадоа почит на нашите деца, ниту имињата не им ги споменаа. Ова е само уште еден удар и рана за нас, родителите. Срамота. Ова се коментарите на родителите на загинатите деца од трагедијата во дискотеката Пулс. Очекувавме и се надевавме дека кога ќе дојдеме овде, ќе им оддадат почит на нашите деца. Но се падна во вода. Комеморацијата за нашите деца, 63 жртви за една држава, со 2 страници читање. И ајде чао пријатно, толку беше. Ова е голем удар за нас, родителите. Државата ни даде 0 денари. Не оставија сами да се бориме за најосновните работи, како да бараме услуга наместо правда. Вели Розета, сестра на Јорданчо Џамов, кој загина во трагедијата во кабарето Пулс лани на 16 март. Искрено, многу малку поддршка добивме од оно што го очекувавме по оваа голема трагедија. Дел од луѓето се дистанцираат. Често кога одам по улица, гледам дека луѓето го скренуваат погледот од мене, како да брзаат да поминат, како да не сакаат да се соочат со моето лице, затоа што знаат што носи тој поглед. Тоа е тишина која боли повеќе од сите зборови. Институционално недостасува многу. Се слушаат само убаво спакувани ветувања, празни зборови и изјави без подкритие. Но вистинската реална поддршка ја нема и тоа боли на начин што тешко се опишува. Кога ќе изгубиш близок член од фамилијата, очекуваш државата да застане за тебе. Да го покаже најминималното чувство на одговорност, но наместо тоа не оставија сами да се бориме за најосновните работи, како да бараме услуга наместо правда. Тоа чувство дека си оставен сам, тоа е втор удар по трагедијата што ни се случи. До денес за дел од барањата кои се однесуваат што ги поднесовме за поддршка на погодените семејства и обезбедување на системска помош за преживеаните нема јасен и официјален одговор. Во јавноста беше кажано дека државата ги организирала погребите и обезбедила средства за надгробни споменици, но ревизијата на Црвениот крст покажува дека средствата биле обезбедени од донации, а не од буџетски средства. Дополнително, владата не префрлила средства иако јавно ветуваше. За жал, наместо вистинска поддршка, семејствата се соочија со манипулации, понижување и користење на трагедијата како основа за собирање на донации. Дел од средствата не стигнаа до семејствата. Слободен печат беше на гробиштата во Кочани во пресрет на годишнината на трагедијата. Погледнете повеќе на нашиот сајт. Задната помошна врата во кабарето Пулс од внатрешната страна немала квака и била заклучена со катанец. Сведочеше на денешното ручиште инспектор на дирекцијата за заштита и спасување од подрачното оделение во Виница за трагедијата во Кочанската дискотека, каде што на 16 март лани имаше 63 жртви. Во женскиот тоалет имало решетки, а дополнително помошната врата која се наоѓала од левата страна на бината била многу тесна, без панично светло и од надворешната страна запечатена со стиропор. Според неговиот исказ и надворешноста на објектот не овозможувала соодветна интервенција на спасувачките служби. 3
3-годишно дете во Штип вчера било хоспитализирано поради труење со лекови, соопшти штипската полиција. Според информациите, детето го донела мајката на детското оделение во клиничката болница Штип, каде било задржано за да се следи неговата состојба. Дали кога Стојанче ја турнал Ивана по скалите на дигестивна клиника? Полицијата не повикала социјални работници од интервентниот тим. Синдикалната организација на Центрите за социјална работа во Македонија, преку објава на Facebook, открива дека кога Стојанче Јовановски на 19 јануари 2026 година ја турнал сега покојната сопруга Ивана на клиниката за дигестивна хирургија, воопшто не биле испочитувани законските процедури за постапување при ваков настан од висок ризик. Имено според објавата на синдикатот, социјалните работници од интервентниот тим воопшто не биле ниту информирани дека настанот се случил. Слободен печат, повикувајќи се на законската процедура во вакви ситуации, каде кога полицијата ќе излезе на лице место, е должна да се јави на интервентниот тим, без намера изнесе невистината информација, дека социјални работници дошле на клиниката за дигестивна хирургија после туркањето од скалите. Но од синдикатот велат дека ова не е точно. Темата е на Мирослава Симоновска. Ке ве убијам сите ако нешто му се случи на татко ми. Ке ве лежам. Лани, 3 условни казни за напад врз медицински лица. Нападот врз здравствените работници е напад врз целиот здравствен систем. Реагираа денеска од Лекарската комора по повод Европскиот ден за подигнување на свеста против оваа пандемија на насилство врз нив. Но пресудите за ова кривично дело во кој имаше увид слободен печат, а се однесуваат на 2025 година, покажуваат дека казните во судница се условни или парични. Повеќе детали за ова од Мирослава Симоновска. Меѓуседната расправа помеѓу советниците од Левица и градоначалникот Орце Георгиевски на денешната седница на Советот резултираше со навреди од градоначалникот кон советничката група. Откако тие од него побараа извинување за тоа што во јавноста рекол дека нема да има нови вработувања, а неодамна е објавен оглас за хигиеничарка. Тој посочи дека Левица е најголемото зло што му се случило на градот во изминатите 10 години, дека во 4 месеци наназад, освен паушалите што ги земаат, немаат ништо друго направено за овој град, дека прават рилсови и чекаат да се случи нешто негативно за да коментираат и инсинуираат. Претходно, советникот од СДСМ Горан Симоновски побара денешната седница на Советот на град Скопје да се дополни со точка разно, на која советниците би побарале градоначалникот Орце Георгиевски да им се извини поради неговата изјава во медиумите дека на отчетот за 100 дена мандат, кој тој го даде во Македонската филхармонија, биле поканети сите советници. Тоа според советникот е лага. Инаку, со дополнителни 166 милиони денари се зголемува градскиот буџет наменети за капитални инвестиции во Скопје. Ребалансот на буџетот е усвоен на денешната седница на Советот на град Скопје. Провизиите ги одраа граѓаните од 20 до 70 денари за водење на трансакциска сметка месечно до 100 евра годишно за банкарски услуги. Вкупните надоместоци на банката за една година од 800 до 6000 денари секој месец за чланарината на дебитната картичка, 20 денари за управувачка провизија, 45 денари. Ако плаќате сметки преку електронско банкарство, провизијата зависи од висината на сметката. Ако пак имате неколку картички од различни банки, сумата е многу повисока. На оваа тема работеше Валентина Ангеловска. Еве ги вестите од светот. Дали Романија се вмешува во војната со Иран? Букурешт дозволи американски војници и авиони на своја територија. Романија одобри барање од САД за распоредување воен персонал и опрема на незината територија, вклучително и во објекти што се релативно блиску до бугарската граница. Одлуката ја поддржува романскиот парламент по разговори на највисокото политичко ниво во Букурешт. Во меѓувреме, украинскиот претседател Володомир Зеленски пристигна во официјална посета на Романија. И покрај конфликтот, Русија продолжува да ја гради нуклеарната централа во Иран. Росатом, која ја изгради првата единица од единствениот нуклеарен објект во Иран, евакуираше дел од својот персонал и ги прекина градежните работи на новите објекти откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, објави Reuters.
Британските медиуми, повикувајќи се на своји извори, јавуваат дека 56-годишниот син на убиениот ајатолах Али Хамнеи, Моџтаба, изгубил најмалку една нога и претрпел сериозни оштетувања на желудникот или црниот дроб и веројатно е во кома. Сепак не е јасно дали тој бил повреден истиот ден кога починал неговиот 86 годишен татко на 28 февруари во нападот на американските и израелските сили. Но тој моментално не го води иранскиот режим, според британскиот весник Сан. Говорот на Доналд Трамп за време на неговата посета на Кентаки беше привремено прекинат кога жена во публиката се онесвести зад подиумот од кој зборуваше американскиот претседател. Инцидентот се случи додека Трамп зборуваше на настан по посета на фабрика за пакување. Трамп се сврте кон местото на настанот и ја праша публиката за лекар, велејќи дали има лекар овде, пошто славниот доктор Мехмет Ос, кој го придружува американскиот претседател, притрча да ја помогне на жената. Кратко време подоцна, кога жената успеа повторно да застане на нозе, Трамп аплаудираше и ја охрабри. Изгледа одлично, коментираше тој. Тоа беше се во вестите. Благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.mk.